Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Колку ќе се намали листата на чекање за пресадување на бубрек од кадавер? Што уште да се направи за да се зголеми свесноста за органодарителството? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Сашо Дохчев, шеф на тимот за трансплантација при клиниката за урологија. Доктор Дохчев, добро дојдовте во Добриот доктор. Благодарам ви на поканата. Ова е ретка можност да на некој начин се стави во кампања на зголемување на органодарителството. Па да, така и би почнала некако ќе мрднеме од мртва точка, пак ќе застанеме статус кво. Што уште да се направи за да се зголеми свесноста за органодарителството, кога знаеме дека тоа спасува животи? Па се водеше една кампања и порано и сега се води, не велам дека не се води, меѓутоа очигледно дека недостасува уште поголема кампања. Еве, на некој начин и ваквите емисии се дел од кампањата. Вие новинарите сте одличен медиум кај што можеме да промовираме организаторство, невладините организации како што е Нефрон и останатите за срце, како им се викаше невладината, не знам, заборев. Важно се невладини организации, Сдружение на пациенти, се тие. Владата, целокупната влада мора да води кампања, посебно Министерството за здравство, Националниот координатор за здравство, болничките координатори. Значи еден комплексен тим кој мора да уште повеќе апострофира кампањата. Малте не секојдневно. Еве, ќе кажам еден пример од Хрватска. Хрватска е лидер за кадаверичната трансплантација, кога бев таму на еднонеделен престој и националниот координатор кажуваше дека уопшто нема ни потреба да се гледа дури директно со роднините на починатиот пациент за да дозволат да се земаат органите. Дури по телефон, тие веќе се свесни и се согласуваат. Значи, до таму е дојдена свеста. Значи, мора да се подигне свеста кај нашите граѓани, да се каже дека после смртта ние сме сите доброволни дарители на органи. Така. И секако тоа ќе го зголеми бројот на органи кои што ќе спасат животи. Драго ми е што последни години почна не само бубрези, него и почна срце, црндроб, па и ортопедите земат коски, трансплантираат така натаму. Значи веќе имаме мултиорганска трансплантација во држава последниве години. Така. Да се вратиме ние на она што вие сте секако стручњак, тоа е трансплантацијата на бубрези. Вчера, како што споменавте, веќе имавте трансплантација, меѓутоа не од кадавер, од жив дарител. Па еве, точно е, добри се пациентите, мислам и донорот, бидејќи тоа се два пациенти, донорот мора да биде добар, што се вика, едно влакно од глава да не смее да му фали, бидејќи не се работи за пациент. Тоа е жив дарител, здрав човек. И реципиентот е добар, за среќа имавме одлична трансплантација, и повеќето со одлични, меѓутоа беше, да кажам, одеше као по ноти што се вели, добро одеше трансплантацијата и веќе имаме еден добар резултат првите 24 сата, над 4000 милилитри диуреза, што е навистина добар успех. И за година прогностички знак дека ќе биде добар пациентот. Во оваа прилика сакам да им се извинам на пациентите, малце почекаа. Имаме и се уште трае реновирањето на клиниката. Неколку месеци моравме да ги одложиме трансплантациите, за жал, се да не се случи некој од карциномските заболувања, од пациенти со карциномски заболувања да не чекаат за да не направиме дополнителни компликации со нив, така да е извинување уште еднаш. Али еве почнавме сега. Почнавме од вчера, веќе наредната ни е закажана трансплантација и при крај сме со реновирањето на клиниката. Сега ги сместуваме пациентите во нашите два апартмана што ги имаме на клиниката, меѓутоа потоа треба да го реновираме и центарот за трансплантација. Тоа е малтене на некој начин руиниран после ковид пандемијата, бидејќи тој беше дел од ковид на Карил, затоа што тука е најблиску до Карил и тука ги користеа нашите простори. Значи, за да имаме успешни трансплантации, треба да имаме и добри услови за работа. Да, ветување имаше од министерот, сега се надевам наредниот министер ќе го продолжи тоа ветување, да го веднаш по реновирањето на клиниката, тоа брзо ќе се случи, да го реновираме и центарот за трансплантација. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Дохчев, спомнавме дека ова е од жив дарител, тие во принципи не чекаат многу ред за трансплантација, меѓутоа што е со оние околу 160 кои што се на листа за чекање, кои што чекаат кадавер. Како да се намали оваа листа?
и колку може да чекаат? Знаеме дека ти одат на диализа, тоа е нели? Така е. Колку порано се направи трансплантација кај пациентите со диализа, толку е успехот позагарантиран, затоа што секое долгогодишно одење на диализа кај пациентите се уништуваат органите на некој начин и крвните садови пред се. Така да трансплантациите кај пациентите со подолгогодишна диализа се многу покомплицирани и потешки. Затоа што е можно подобро да се направи што побрзо. Дури имаме ние направено повеќе пациенти, повеќето се тие од ливинг донор, нормално не може од кадавер да биде, така наречени преемптивна трансплантација. Уште пред да почнат диализа, веќе кога нефролозите, бидејќи трансплантацијата не е само хируршкиот дел, тоа е мултидисциплинарна дејност кај што учествуваат нефролозите и трансфузиолозите и анестезиолозите као дел од хируршкиот тим. Кога ќе проценат дека навистина нема друго чаре освен трансплантација и ние се трудиме да веднаш тие пациенти ги ставиме на листа, да не се чека, него да ги оперираме. Преемптивна трансплантација, значи тоа. Кога се уште крвните садови се добри, очувани. Такви имаме повеќе пациенти и со тоа се трудиме да постигнеме што повеќе успех. Значи, овие што сте 160 колку се на листа за чекање, Да. тие чекаат кадавер. Пред неколку години, сега не знам, предпоставам дека веќе не се тоа случува, меѓутоа, бидејќи нели не може да чекаат, знаа дека добивање на орган е единствено решение, заминува и во други земји. Да, порано тоа беше, да, пошто јас сум во тимот на трансплантација уште од 1990 година. Така да сум сведок и на таквите случувања што беа доста почести во минатото 90-тите години, кои што заминува во земји кои беа не толку сигурни за нас, Индија, Пакистан. Така. И од кај што се враќаа повеќето, не сите, меѓутоа повеќето се враќаа со тешки компликации. За среќа, потоа ја зголемивме бројката на трансплантации, тогашен шеф беше академик, сегашниот академик Живко Попов, до 2012, откако сум ја шеф на тимот, така да ја зголемивме бројката на трансплантации. И веќе почна да се одвива трансплантацијата во нашата држава. Веќе од 2012 имам енормно зголемување на бројката. Да, и за време на ковидот имавме доста трансплантации од рекордно кадавер. практично направивме 28 трансплантации за време 2022 година. Така да сега помалку идат. Сега разбрав дека овој период од неколку месеци некој отишол на приватно во Турција да се трансплантира, не може да чекаат еден или два пара, мислам дека се тоа. За жал, секоја пауза носи такви екскурзии кои ги прават. Сега да плаќаат луѓето надвор, навистина не е добро, кога се тука осигуреници. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум пациент од 2016 година со брикер на бешика. Од канцер. Так, тешка операција. И таа операција беше толку тешка, во 8 септември се оперира од 2016 и отидов во инвалидска пензија и ми дадоа нега. Примав 6-7 години нега и сега од прошлава година ми ја скинала нега. А јас сум инвалид до гроба. И баш ми е тешко што и сопругата ми почина 2020, така да сега сум потпуно сам. При фамилија, при ништо сега. Да. Дали ви дадоа некое објаснување зошто ве укината инвалидската? Никој ништо не ми кажува. Само ќе ме примат, ќе ме видат, супер си ти. А уствари јас сум инвалид до гроба. Така, јас ви благодарам за јавањето и предпоставам дека можете да поднесете тие жалби кои што се до оние комисии за инвалидска пензија. Меѓутоа, еве, доктор Докчев, ви доаѓаат ли вакви пациенти? Да, по моје мислење треба да им се помогне на ваквите пациенти. Навистина се работи за една од најтешките операции кои ние малтене секојдневно ја работиме на клиника. И завршува таа операција со стома, значи со отвор на кожата од кај што се мокри и тука мора да има прстен кој се лепи на стома, го викаме ние тоа, нели, на кожата и со кеса за да може да се собира урината. И како може некој да биде работоспособен со овакви? Така е. И ако може, меѓутоа така е, психички е недостаток е нели телесен. Кесите треба да се земаат, да се менуваат и тоа се изложени на вистина на трошкови доста. Еве, јас се надеваме дека доколку поднесе жалба дека ќе му се разгледа. Ако мене ме прашува овој гледачот, ја веднаш би дал нега. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете.
Облика пациентка на доктор Докче, Сонја Тасевска, докторот може ке се сети, поздрав до вас и до докторот. Да. Ви благодарим. Че сега. Да, докторе. Да. Многу ми е мило што ве видов во емисија и посакав еве никош не сум се јавила да ве поздравам. Да, фала. Да, ја знаете бубрегот дека ми откажа, нели од мајка ми, имаше проблем, мајка ми беше постара. Меѓутоа голема благодарност и тие 4,5 години ми се поквар од вас. Так. Сега да чекаме кадаверична трансплантација. Па чекам јас, да, документите ги подадов, се надевам на тоа, едина надеж ми е тоа од вас. Так. Да. Така, еве, затоа и апелираме да се зголеми еве свесноста за органодарителството. Така, органодарителството. Се надевам дека да, свеста кај луѓето веќе ќе дојде, да, поголема е свеста. Така. Поздрав до докторот многу. Фала. Да, многу добра екипа се за трансплантирани, мислам, доктори, сите се од доктор Спасовски до вас. Така. Да, поздрав голем докторе, па се надевам да се видиме за добро. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Пред да го вклучиме следниот гледач, значи ова што го зборувавме, еве, значи точно е тоа, колку е постар, така е, меѓутоа колку е постар дарителот, бубрегот е со помала трајност. Точно е, како старе донорот, така стареат и органите. И затоа кај кадаверичните, па сега неблагодарно се збори за кадаверичните, затоа што тоа се работи за смрт на еден пациент за да се овозможи живот на другите. Меѓутоа еве сега нашата гледачка веќе е на листата за чекање. Тоа е реалноста. И најчесто кадаверичните пациенти се помлади. Најчесто органите се добри, очувани. Така. Еве затоа зборуваме, нека се зголеми свесност, еве и нашата гледачка која што е на листа на чекање, што побрзо да стигнат до орган. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, поздрав до вас, до докторот. Благодарам. Ви благодарим. Јас имам сотема друго прашање и не знам кај да се обратам. Например, јас сум решена, јас сум 64 години. Значи, после мојата смрт сакам да направам договор дека да давам се од моето тело, кај што е потребно да се даде, да се спаси некој живот. Так. Одлично, браво. Така, да, меѓутоа еве, да, каде да се упатат, да каже дека се... Еве, да им појаснам како е тоа. Тоа е регулирано со закон. Сите ние, дур сме живи, после нашата смрт сме потенцијални дарители на органи. Се додека за време на својот живот изричито не се изјасниме на нотар дека не сакаме да се земаат органи. Значи, ние сме сите потенцијални. Тоа е европска регулатива и ние го имаме тоа. Меѓутоа, и таму, и во Европа, и кај нас, последен збор го има фамилијата. Фамилијата мора да даде согласност за да се земат органите. Најблиската фамилија. Така може да се случи, значи, обратно, тие кои кажуваме или сме после нашата смрт, еве ја да кажам, дека после мојата смрт да се земат сите органи, меѓутоа доколку членот фамилијата каже не може, тогаш значи не може. Нема, тука тој е закон. Тука нема што да се понатака дискутира. Затоа реков, треба на тој начин да се зголеми свеста и за да се земаат органите, фамилиите да се сложуваат, затоа што веќе губитокот е голем. Сега во тие моменти на вистина е тешко да се даде таква согласност, тоа е факт. Да, тешко, меѓутоа како велиме чинот што кој ќе дозволат, тогаш веќе знае дека спасуваат неколку животи. Ако има една таква традиција во одредени држави, кај нас почнавме, не сме на нула што се вели, меѓутоа се уште имаме... Се уште не треба да се работи на ова. Во една година имаме веќе ние рекорд оборено 16 кадаверични трансплантации и тоа во време на ковид, што беше фрапантен резултат. Така, имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Од Пекчево сте јавуваме. Добро. Дали може да се чуе да го поздравам докторот? Да, Да, еве ве слушаме. Ве слушаме, повелете, намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме. И лично да се представам Ванчо Мустачки. И лично да се представам Ванчо Мустачки. Ве слушаме, да, само намалете го звукот на телевизорот. Еве го намалих. Добро, повелете сега. Да го поздравам многу докторот и да кажам дека тоа е единствениот најдобар уролог во Македонија. Така, еве ве слуша докторот.
Благодарам. Да, значи претпоставам ова секако бидејќи се представи ваш пациент од Пехчево кој што бил претпоставам на клиниката. Да, го знам многу добро. Благодарам, мислам, јас немам што да кажам. Има и други нормално добри уролози. Меѓутоа денеска сте вие наш гостин, така да еве ни се јави гледачот за поздрав до вас, професор Докчев. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до екипата, посебно до докторот. Докторот е врв, мислам, не во Македонија и во светот. Се јавувам од Велес. Само едно прашање, докторе. Повелете. Познато ви е Велес многу. Дали треба секој пациент со карцином да оди на зрачен? А за каков карцином прашувате? Надвор сум од матка, он знае многу убаво. Сестрата се јавува на пациентот на Злата, многу задоволни, а се уште има болки, она има болки и ќе има до крај. Со вештачка, бешика, мислам што треба. А се уште има болки од тила, се жали. Добро. Тоа е прашање, еден од начините на лекување на карциномските заболувања, без разлика на кој орган е, па и на матка, па и кај нашите заболувања. Тоа е проценка нормално на стручните лица кои прегледуваат и кои поставуваат таква индикација спрема така наречените гайдлайнси и доктринални ставови. Тоа е веќе на онкологот. Тоа е, не само на онкологот, и ние ги имаме. Дали ќе идеме прво со оперативата која е најважната за лекување на карциномските заболувања, или ќе одиме со втората линија на лекување, така наречена цитостатска или хормонална терапија, или зрачната терапија. Најдобро е да се изврши оперативен зафат. Се зависи од стадиумот на болеста, тука завршува лекувањето и се прават контроли, ако е во ран стадиум. Ако е подоснежен стадиум, секако дека се присутни цитостатската и зрачната терапија, и тоа се заокружува целокупното лекување и после се следи пациентот. Така. Пред да вклучиме следни гледачи, да ве прашам, доктор Докчев, нели пациент кој што е на диализа, веќе знаеме, значи има хронична болест, мотка, жале, бубрезите, затоа оди на диализа. Меѓутоа и кога има орган од кадавер, што доколку има и други пропратни хронични заболувања, колку тоа може да биде па и ризик за да го прифати органот, меѓутоа и да функционира како што треба. Така е. Тоа се проблеми, точно тоа кои ги решаваме заедно со нефролозите, колегите и со анестезиолозите. Нашите анестезиолози се нашите интернисти, да кажам, кои ни помагаат во лекувањето. Секако, кај пациентите кои се помали се шансите да имаат и други хронични заболувања, али кај повозрастните пациенти кои се трансплантираат, секако придружен најчесто диабет, крвен притисок покачен и така натаму. Самата хронична диализа ги влошува овие хронични заболувања. А па поготово имунолошките заболувања. Тие па уште дополнително дават големи проблеми, макар да имаме и такви пациенти сме оперирале со конкретно со лупус еретематодес, кој системски, и со цел ризик да се повтори болеста после трансплантацијата, затоа што ние технички ќе изведеме, меѓутоа после проблем со имуносупресивната терапија, го намалуваме имунитетот и на тој начин даваме можност на организмот повторно да ја врати болеста која не се лекува доживотно, нели? Значи имаме и ризични трансплантации. Тие се во ризичните трансплантации, така да, ама имаме и такви, или со така наречената абеоинкомпатибилија, кога има различни крвни групи, и тоа го имаме. Али тие се решаваат со прекондиционирање, со давање на лекови, да се намалат овие антителата на пациентот, за да може да се изведе трансплантацијата. Така, велиме ризични, меѓутоа тоа не значи дека нема да бидат успешни. Не може да се направи. Нема. Не велам дека ретко ги враќаме пациентите. Се можеме да направиме во наша држава од трансплантација. Зборам за бубрези. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Овде пациентка на професор Докчев. Еве, јавно да му се заблагодарам, оперирана сум пред 5 години, брикер кеса носам. Брикер, тоа е како да.
се промени животот за овие 5 години, предходно знае професорот, Цветанка Велковска, не знам дали спомнам. Предходно имав на големи маки со уретри, со сонди, со сите тие работи за гнојување на бубрек и така натаму. Ми го спаси животот овие 5 години, стварно го живеам поквалитетно далеко од предходно. Да се заблагодарам, не сум се видела јавно, зашто нешто болна, нешто све со други заболувања, со повеќе заболувања сум јас. А сакав се да искористам приликата, ке ми извините, што се однесува до туѓата нега, да кажам дека катастрофално нешто. Јас сум пред една година нефректомија на двете гради, годинава извадов сега пред скоро време меланом, уште е на испитување. Што да ви кажам, вчера бев повикана, 30 души во исто време и само од врата ме прозваја и одете си. Кој во количка, кој со штака, кој со Дали добивте? Тоа е нешто страшно. Иначе се извинувам за приликава што го кажав, али морав да го кажам. Не знам дали ме слушнавте, дали добивте туѓа нега? Јас бев корисник, па ми прекинаја. Па после кога имав нефректомија, пак ми дадоја и сега бев повикана без, не знам зашто им бев сите тие, не зборам само за мене, повикани затоа што уопште ни документ ми отворија, нити докторката не ми дозволи да влезам внатре. Вратата отворена, не влегувајте. Така. Еве ни дадовте и повод која да ни биде следна емисија, да видиме кои се критериумите за туѓа нега и за во просториите на неврологија на клиника бев. Ете така. Да, јас ви во секој случај на професорот Докчев. За овие 5 години ми е променет животот со мокрењето, со вистина има, треба нега, треба правење, менување, ке си све, али сепак е подобро од претходното. Така. Еве ова не е за трансплантација, меѓутоа претпоставам дека истото и кога ќе добијат бубрек. Пациентката, ја знам лично, имаше долги години проблеми со баш од гинеколошки операции, мислам дали опериран, не сакам, али е зрачено сигурно. После зрачењето настануваат овие компликации. Тоа се дози кои се доста големи на зрачење и тој целиот ретроперитонален простор. Сега, колегите, ја не ги обвинувам, него они си гледаат да го решат карциномското заболување и навистина на матката што било и навистина тоа е решено. Меѓутоа, овие други проблеми после ние ги решаваме. Се создава една така наречена артифицијална фиброза од зрачењето и после тука големи проблеми се јавуваат со уретерите, со уврезите, загнувања, сонди. Седам на крај не решивме да направиме оваа така наречена деривација на урината со брикер деривација со стома, да се тргне мокрачата од тој мочен меур, безвреден, уништен од инфекции и од зрачење. И затоа благодетот е. Да, меѓутоа све што спомена, и мастектомија, да, треба да наистина да провериме кои се критериуми за туѓа нега да се добива така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, имам едно поздрав до емисијата, поздрав до докторот, имам едно прашање да му поставам. Јас пред 5 години сум опериран од простата, значи имах карцином на простата и извадени ми е простатата. И овие 5 години, фала на Бога, се е супер. Се е окей, тук во Штип сум опериран. Сега имам проблем, околу 1 месец, имам ноќно навечер, аз заспиам, не можам да се осетам и мокрам. Мокрам не осетам околу 3-4 пати и штом се пробудам, стало со мокрам. Бев на лекар, ми препише таблети танцер, пијам 10 дена, али немам ништо подобрување уште. А само навечер или преку ден? Само навечер, преку дење имам осет, имам се. Навечер немам никаков осет. Да се будам мокар. Утоп. Колку може тоа да е поврзано со самата болест што ја има? Малце се чудна симптоматологијата, затоа што ако има така наречена постоперативна инконтиненција, што е релативно честа после ваквите операции. Меѓутоа, за среќа, бргу се излекува,
затоа што се јача сфинктерот и така натаму, за да после неколку месеци се создаде континентност. Меѓутоа, вакво нешто не можам да објаснам зошто е тоа така, затоа што ако би имали инконтиненција, би ја имали преку ден. А навечер зошто се јавува само, тоа е необјаснимо нешто. Али ако тоа му смета, ние имаме веќе од лани почнавме да вградуваме и сфинктери, артифицијални сфинктери на клиниката. Тоа го возможивме преку фондот да обезбедиме и нормално буџетски средства за тоа, за да можеме да го работиме, да работиме и таа метода. Да, еве во секој случај доколку нема друго решение да се обрати на... Да, дека се дојде да се обрати за да видиме дали таа варијанта, зашто е необјаснимо, дали е само ноќното мокрење, а преку ден да нема проблем. Да се вратиме на нашата тема, и ве споменавме дека вчера имате направено трансплантација. Да. Колку често, односно од кој ќе си замине пациентот дома, нели со нов орган, не оди повеќе на диализа, колку често треба да се јавува на редовни контроли и да ги слуша советите на лекарите? Да. Значи контролите се нормално првите месец дена и кај нас, да се види со вадење на катетерот, има сонда се става и така натаму. Дури да ги извадиме тие наши помагала што ги користиме при оперативната техника. После тоа конци секако на кожата и после тоа пациентот се го превзимаат колегите од нефрологија. И во овој период он оди на контрола таму, меѓутоа после контролите доживотно се прават таму. Заради, ајде да наречам, дозирање, односно титрирање на имуносупресивната терапија. Таа е доживотно. Да се намали одбранбената способност на организмот за да не настане отфрлање на органот. Кај бубрезите тај мора да е доживотно, претпоставувам и кај другите органи што се трансплантираат. И како поминува времето, годините, така таа терапија се намалува. Така да, еве, ние имаме пациенти кои се повеќе од 20 години трансплантирани и со добро функционираат. Тоа сакав да ве прашам, значи сме зборували во други прилики колку е векот, нели, колку може да трае еден бубрек, значи може и 20 години, меѓутоа може и после година-две да дојде до отфрлање. Може, еве, за жал, кај Сонја Тасевска, што се јави преска пред малку, 3,5 години функционираше бубрегот и потоа сгасна. И тоа добро функционираше бубрегот тие години, али потоа сгасна. Точно е тоа дека староста на органот игра голема улога, а и други фактори, инфекции и така натаму. Меѓутоа имате вие и доста трансплантации каде што биле од жив дарител, еве да завршил или да го отфрлил, меѓутоа потоа да се направи од кадавер. Да, и втора трансплантација. Имаме такви повеќе пациенти. Така да веќе имаме и пациенти со втора трансплантација. Еве Хрватска пак ја споменам, таму видов и трета трансплантација на кај ист пациент. Така значи може и тоа. Може, се може. Како има органи, се може. Така. Имаме гледач да го вклучиме, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, голем до доктор Докчев и до вас. Ви благодариме. 2018 ме правила со доктор Златко операција на простатата. И више 8 години, се е добро, пасото ми е секојаш под 4 и само имам едно прашање поставам. Да. Ако, например, на прослали се напедна чаша ракија или две, по ден-два, по некоја капка крв е имал краките. Прекратно ли се алкохол, ми е чисто секојаш. И се осеќам добро, немам никакви проблеми, благодарен шеф покладнете 8 години од животот. Така. Стварно ви се водошевам. Така. Јас сум привел, веле сме си гера. Така. И јас ви благодарам многу за јавањето, ако добро го слушнав, ракија која ќе се напија. Вака сега, ние секојаш кажуваме, тоа се вика едно хигиено-диететски режим, како да се спроведува, и нагласувам јас и другите колеги дека точно е жестокиот алкохол, многу кафиња, цигари, зачини многу, љута храна, сметаат на самиот акт на примокрење. И при тој акт може да настане и некој крварење, ако се создаде некоја инфекција и така натаму. Значи тераат на мокрење и при тој акт на мокрење може да настане некоја таква треба се види секој крварење во урологијата имаме едно правило ние, не се лекува директно, него се испитува.
Да, треба да провери, значи, дали навистина да се види барем на општа анализа на крвта, на лабораторија да се направи цистоскопија обавезно. Поготово што е опериран од карцином, колку што го разбрав на простата. Да, пред 7 години. Така, пред да вклучам друг гледач, истото би го прашала дали такви препораки на хигиено-диететски режим имате за оние кои што ќе добијат нели трансплантиран бубрек, нели нефролозите како вела треба многу да се пие вода за да ги зачуваме бубрезите. Што на што ги советувате, од што треба да се одвикнат или да се откажат од кои навики? Нема советување да се одвикнат, него да виден све нормално. Значи нема од ништо откажување. Затоа се прават и трансплантациите, да се врати пациентот во нормалниот тек на живење. Али нормално значи и да се напие, па дури и алкохол може, ама тоа да биде умерено, да не биде екстремно. Цигари, тоа е забрането, нели, кај сите. Да не промовираме, да не мислат дека. Да може да не се пуши цигари, тоа би било одлично. Кафиња може да се пијат 1 до 2, зашто да не? Храната и исхраната умерена да биде, да не се претерува. Едноставно, притисокот да се регулира, да не се дозволи да има хипертензија. За како што велите, да се вратат во нормално функционирање. Да. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Да поставам едно прашање, може? Може, повелете. Прекрасен доктор и професор, прекрасен. Затоа што толку едноставно објаснува што секој може да го разбере обичен граѓанин. Така, затоа и го викнавме во емисија. Сега, професоре, јас сакам да поставам едно прашање. Јас сум од 70 години. Немам никакви коморбидитети. Во последно време ми се јавија многу подочњаци. И од што може да биде? Одидов на матичен, ми викал бубрези. Испитано е бубрезите, се е во ред. Од што може да бидат тие толкави подочњаци дури на едното око, од носот до завршетокот на окото, оток во укав? Дали само проверувавте бубрези или други испитувавте и други работи? Па и други бубрези, бев на кардиолог, се е уреду, мокреча, уринокултура, све е вред. Так. Па го молам почитуваниот професор да ми објасни што други анализи да направам за тоа што тоа вистина многу ме мачи. Така, јас ви благодарам за јавањето, да често ги поврзуваат со бубрези, меѓутоа. Тоа се прашање повеќе за интернистите, како што споменавте, и за нефролозите и за кардиолозите. Хируршки заболувања со такви симптоми нема. Така да најдобро е повторно со нив да се види подочњаците, може и природно да се создадат на некој начин. Како се старее организмот така старе и кожата. И претпоставувам дека и тоа причината за подочњаците. Бидејќи чека уште еден гледач, еве да му дадеме простор, иако сме при крајот на емисијата. Повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Една пациентка, исто така, али не е негова, пошто сум... Добро, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Една пациентка оперирана од рак на дојка. Добро. Така да сакам докторот да го прашам. Имам и циста повише од 20 години која расте, значи на бубрезите, таа е околу 20 сантима е гледана. Така да не знам што ќе се прави, додека и на другиот бубрек имам 2 помали, ситни камчиња, песок, така и други работи. Оперирана од канцер, камчиња и циста голема на левиот бубрек, шекер, докторе, малку повеќе болести, притисок, значи цела таа терапија, аспирин, сега нешто со крвта сум наслабена. Исто така поднесов документи за нега, одбиена сум, примав колку 1-2 години и нема. А јас сум погрешена на самиот месец дена во Скопје, оперирана во 8 септември, ме отвара на точно месец дена, без анестезија, без ништо. При време на превртка мене ме отвараше докторот само сега. За него само ќе ве прекинам во интерес на времето, бидејќи веќе сме при самиот крај, меѓутоа да ви го слушнав прашањето, веќе поголема циста повеќе од 20 сантими. Верно, што е индикација за операција. Над 10 сантима некоја граница имаме ние. Може
помалите цисти да се оперираат, али нема потреба, затоа се следат. Ако растат над 10 сантима више апсолутна индикација за операција. И покрај тие останати коморбидитети што ги спомена. Не, тоа ќе го регулираме, нашите анестезиолози се толку вични да и притисокот и шекерот ќе го регулираат пред сама операција. Значи да не чека туку да се јави на клиниката. Така да нема апсолутна индикација за операцијата. Затоа што секој растење на цистата го потиснува органот, го уништува ткивото на бубрегот. А башка толкова голема циста може и на околните органи да врши притисок. Така, доктор Дохчев, како што спомени нашата гледачка, убаво и јасно објаснувате сите да ве разберат, меѓутоа ќе стигнавме на самиот крај. Еве за крај еден апел за да не стигнеме до трансплантација на бубрек, како да се ги зачуваме бубрезите? Па, тоа се така наречените интернистички совети нефролозите што ги кажуваат на своите пациенти пред да дојдат кај нас за трансплантација. Тоа го споменавме, повишениот крвен притисок, диабетот неконтролиран, разноразните заболувања кои се јавуваат, така наречени гломерулонефритиси, инфективните заболувања, па и до некаде и обезноста, преекстремната обезност, говорам дека може да биде и таа причина за таквите нарушувања на бубрезите, разните нефротски синдроми, па, да кажам, алкохолизмот, пушењето на цигари. Да, сето тоа треба да се регулира. Крвните садови што ги оштетуваат. Имаат и овие хередитарни заболувања кои се наследни, генетски, на кои не можеме многу да влијаеме, поготово на така наречените полицистични бубрези, али има терапија која се дава и режим на исхрана за да се одложи хроничната бубрежна болест. Така да... Сето тоа да се превенира, бидејќи како што велат нефролозите, бубрезите не болат, кога ќе почнат да болат, веќе касно и тогаш ќе се... Бубрезите болат кога има камчиња погода. Камчиња, да. Кога има колики и раналди. Да. Не е од нивни интерес, тоа е наша работа. Така, тоа е веќе вашиот сегмент хируршкиот. Многу болат, една од најголемите болки се. Така. Доктор Дохчев, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин и што еве да се надевам дека ќе влијаеме колку толку да се зголеми свеста за органодарителството, да се спасуваат што повеќе животи. Благодарам на поканата и уште еднаш ќе потенцирам дека ваквите емисии, цела кампања што треба да се води на ниво на држава, треба да се зголеми, за да се побуди свеста, да се зголеми, има свест, меѓутоа да се зголеми свеста за организаторство. Така. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.